председателке, ама председателке, ич да не ве боли сливата. Абе, голема работа што не сме биле на отварање на реновираното Нотр-Дам. Абе, ич да не ве гајле. Санки оние ги направија тоа Нотр-Дам Лувр со нивни пари. Колонизаторска сила беа 5 века тамо исплячкаа све живо и сега имаат и ова и ова и ова и она. Ич да не тие гајле што ти викаат дали ние сме учествувале за реновирање на Нотр-Дам или за не сме учествувале. 750 милиони се собрале, 800 милиони. Ние наша работа си тераме, ние сме суверена земја, председателке, што ние гајле си имаме, ние наш манастир да се запалеше некој, ќе помагаа со донации да ни го овакво. Колку војната 2001 се оштетија манастири вамо тамо, дадоа пари нешто да се обнови. Бавете се малку, доста за сите, онака се стискаме душе што се вика. Така. Ич гајле да немаш овие бандава што збори од страна дека сме требале да бидеме тамо, сме требале да донираме, од кај знаат они дали сме донирале или не. Големината на христијанството е кога даваш, никој не знае. Може ние сите 800 милиони сме ги дале за реновирање, ма ќутиме. Знаам. Така, не се секирајте, уживајте. Пријатно кога сакате друг совет од мене, слободно од преку Тасевски, у секое време совет добивате. Ајде, поздрав тамо, гајле да немате. Чао. Како што видовте и како што разбравте, тоа мислам. Секојаш се секираме што ќе кажат, вие наши па што се тука пета колона, па се секираат, па ние нема. Протоколот потврдил, не сме биле на отварање, на реновирање на Нотр-Дам. Големи топки волнени што не сме биле, извинете на овакво, на мојов академски речник. Инаку добре дојдете во уште еден подкаст преку Тасевски, како што можете да забележите. И денес одиме со представување на нашите спонзори, тоа е бутик Forever 19, имате Кајрон тука, мојот гостин ќе добие после и ваучер, нели, од бутикот, прекрасна женска колекција имате и особено машката колекција е многу добра, море и женската е супер, значи нема кој тамо не се облекла девојка што не се омажила во наредни 5 месеци, да ви кажам, таква магија имаат тие, како да кажам, кројки, тие дезени на тие модели и така натаму. Кајроните со телефоните ќе ги видите на екранот, така што ќе можете да се јавите во секое време и да бидете супер услужени. Мојот вечерашен гостин е малку необичен, токму затоа што е обичен. Никој не го знае, затоа што не е јавна личност, но и тоа како е интересна личност и тоа како знае да кажи по некоја паметна мисла. И не се смеј, сакам да го представам Витко Огњановски, радиолошки технолог од село Зубовце, гостиварско, живее во Скопје. Здраво, Витко. Здраво, Сашо. Сите сме од Скопје, така? Од Скопје. Од Скопје сме сите. Знаеш што е визот? Од кај си? Од Скопје. Поблиску микрофончето. Доближи го ти поблиску. Доближи го, не се плаши од микрофонов, не каса. Не јајд микрофонов. Кажи што така. Од кај си? Од Скопје. Ија. Тоа е да, ијас. Фала ти наку за можноста, фала ти за поканата. Стварно, без куртуазија и без да си дуваме во пердови, фала ти ептен за... Знаеш дека желба дека ми е камера, студио, знам дека ти се, микрофон. Имаш сенс многу за камера, тоа сум се уверил неколку пати. Знаеш само со камера да раскажеш супер приказна, не си се занимавал со тоа, мислам, онака не се занимаваш аматерски во проект. Интересно, нели? Од каде таа љубов кон камерава? Па не знам да ти кажам искрено, валда тоа е као нешто што го сакаш, едноставно те води, самото те води тоа. Ти доаѓа да кој ќе видиш нешто да го ставиш у некоја приказна филм. Би било више како кажам дека и тоа е уметност. Па како не, тоа е уметност да знаеш да раскажеш приказна со камера, затоа постои награда за камера на сите големи филмски фестивали. Тоа е талент, тоа не може има секој. Јас го немам, тоа твојот талент, ти што го имаш, јас го немам. А јас сум условно кажано тој свет. Немој толку, може суета да ме понесе, немој толку фалење на почеток. Не, слободно нека те понесе суета. Инаку зашто ме интересираме најави по
ете да кажам по професија, сум ја заборел професијата. Не, ќе се вратиме ние на професијата. Туку кажи ми, мене ова ми е многу драго што ми гостуваш во емисијава. Ти веќе 15 години живееш во Скопје. Дојде со намера, нели, затоа што тука заврши факултет. Со куфер полн со ништа. Со ништа. И ајвар, и туршија. Ајвар, туршија. И колбаси, чварки од свињите во Зубовце. И тоа зубовски колбас. Зубовски, тој е посебна сорта. Си пробал зубовски колбас? Не, па сум ти кажал 100 пати да ми донесеш. И зубовски колбас, и печурки, и лисичарки, и вргањ, и мргањ. Не носиш, вика, ова јас ги берам само за мене, кодам горе, таков си себичен. Сега одма на хобиво да одиме, дека обожавам планинарење, рачунај. Не, чекај, зашто? Кадаров кога ме гледаат, викаат сега олкав човека планинари, па не ова. Пази сега, олкав човека име во ти е Витко. А ти не си нешто Вито, во ставата. Крупен си така. Имаше една пријателка, доскорешна се шо, ми вика, како ти име, Виктор? Не, викам Витко. Како вика Виктор, толку вика твоите не те сакале што ти дале такво име, зошто викам што му фали на името? Па најчесто Витко би требало да ти одговара на твојот изглед. Сега да не збориме за физички изглед, битно е што од внатре човек поседува. Ти си внатре диамант. Да, не брусан диамант. И Витко ти дојде во Скопје, студираше што? Студирав на медицински факултет, одсек радиолошки технолог, временски во рекорден, сакав да кажам, во рекорден рок. Да, во рокот што е предвиден ги завршив до дипломските студии, потоа имав некоја 9-месечна обука во државна болница, кај што таму ни дава, да не речам, доделува сертификат за работа. Останав некој краток период за мојот доусвршување, али работиве реално сега да збориме се такви какви што се и човек ако не успее ни стој лавирин да се снајде, останува заглавен. Ти очекуваше дека ќе добиеш покана, тоест дека ќе те вработат од државна болница на клинички? Што да очекувам, тоа треба да е нормално, нема што да се очекува. Мислам дека секој човек би требало да штом заврши факултет и се покаже во пракса дека под некоја логика треба да добие работно место, така? Побарси во размислување од мене, се гледа дека да, актерскава професија ти е. И добро, и сега ти очекуваше, да тоа да се заврши. Очекував, да. Имав обиди по приватни клиники општо да работам, да си го фатам правецот, али ете така. Знаеш, имаме на многу убава смислене, на многу убава мудра мисла околу професијава. Професијава ми е као бивша љубов, секогаш постои можност да и се вратам, иако со теков на години ме грда станува. Значи, проба со врски, тоа не успеа и после, како се разочара, реши да се тргнеш од професијата, со што се фати да работиш за да преживееш, затоа што живееш во Скопје, тоа се трошоци тука, кола, мола, тоест ти купи колот, она што подоцна го работеше. Што се случи после? Како се снаоѓаш? Сега во моментов да ти кажам право малце као жртва се чувствувам, а така некако му иде, нели? Па, невработен, млад човек, здрав човек, прав човек, чесен човек, како да се чувствуваш ако некако жртва? Доволно е тоа, чесен. Доволно е чесен, верувај ми, човек кој е чесен, веројатно си. Тоа е пошто реално сите на крај на денот знаеме колку сме isпроституирани, така да честноста е особина доблесна што веројатно се учи од родителите и се гледа таа работа. Да не бегам многу од тоа што ме праша, па сум се снаоѓал бе, сашо во главно од келнер, од шанкер, од не знам, фриленс имам маркетинг работено и затоа и кога дојдовме пред да почнеме емисијава, ти кажав дека студио во Ептен ми се свиѓа, сакам камера, сакам режија, сакам. Ти овде можеш да се снајдеш. Па и со врвки да фатиме одма, ајде. Па еве го, Александар е тука, можеме да прашаме овие што се горе, па да влезеш по она. Не знам, еве, сега прв пат ти спомнеш на емисија. Како Аце за врски фаќање за во емисијава, барем нешто, некој работиче, нешто. Да ти помага, Аце. Да ти помага околу кабливе.
да ги собирам каблите, за да ги... почеток, за почеток. Кажи ми само дали сум во тон, пошто цело време мрдаме, има фатено малце и трема искрено, али добро мисламе, нели? Али добро е опуштено, не се секире. И се снаоѓаше на разни начини. Уште се снаоѓа. Уште се снаоѓаш, да. Да се надополним. И сега бараше нешто, баш прашувавме преку некои луѓе да ти најдеме работа во некој од болнициве. Нема некој одзив од луѓе што треба да помогнат. Разочараноста твоја е уште поголема, па затоа еве прилика кој гледа, а знаеме, има ли потреба од радиолошки технолози кај нас во моментот во Македонија? Не би можел да ти кажам искрено, не би знел, али со оглед на тоа дека станавме, може на кај политика се да забеме. Ако да, па све е политика. Станавме држава каде што толку голем одлив има на млад медицински персонал. Јас сум во постојана комуникација, пошто ми се пријатели колегите кои што заминаа во странство. Па вика, што правиш ти, вика, уште тамо? Што не дојдеш, ми вика, вамо, имаш буквално од почитување на работно место, од колегијалност, чисто само за да воочиш разликата. Што правиш тамо, ми вика? И викам, па, сегде има одлив, кај нас има излив. Излив. Ако останеш имаш излив, така. Тоа сакаш да кажеш. Или инфаркт на состојба, веројатно. Да. И ти си одброва излив. Да видиш оние одлив, ти за излив. Се согласуваш дека духот на човекот е она главната водилка што треба да го води, човек треба да биде храбар и човек треба да биде настрана од сите овие работи околу проблеми со вработувањето. Секаде тоа, али треба човек да се задржи состојбата на духот, состојбата на свеста. Да, ама еве конкретно да те прашам. Ти, освен или твоите во Зубовце, што живеат... Значи, да ги поздравам. Да, мајка ми, татко ми. Значи ти немаш фамилија, не си женет, немаш деца. Што те спречува да кажеме, еве те викаат твои колеги? Имам фамилија, ама немам моја основа. Имаш сестра, мажена. Скрајам. Да. Во Челопек ли беше мажена? Јанчиште. Во Јанчиште, да, го знам и Зетов, го знам добро. Нема врска. Него кажи ми. Сега фатиме поздравување као не одиме сите. Зона е меден, ќе поздравува. Сите роднини, па песна ќе треба тој да пушти. Него кажи ми, еве, значи немаш нешто најблиско твоја жена, деца, па нешто да мора те викаат колеги, зашто никогаш не се реши еве да отидеш? Знаеме дека со твојава професија сегде ќе најдеш работа по западниот свет. Дали Скандинавија, дали подале негде? Јас ја сакам Македонија. Каква и да е. Јас сум тука роден, тука растам, тука живеам. Леле, ова се многу ќе биде патриотски, али не, па стварно си ја сакам она без, мислам, патриотски секако нека биде. Што стварно си ја сакам. Не гледам. Нема друга Македонија. И пазете сега, кој е крив е прашањево. Значи имате човек што ви кажува што има завршено школо, што има покажано во пракса, што може да отиде било кога во странство да најде работа по неговата струка и кој што вели дека не ќе доди затоа што ја сака Македонија. Прашањето е како Македонија, дали Македонија има одговор на овие млади луѓе кои што размислуваат вака. И до кога Македонија ќе биде пасивна и до кога ќе дозволува ваквите луѓе со тек на време, кога ќе се разочараат уште повеќе да го сменат мислењето и сепак да ја напуштат. Затоа го викнав Витко денес во емисија, токму да ја отвориме оваа тема што сега ви ја кажав, што сите кои што се сега на власт треба добро да размислат што да прават со ваквите млади луѓе. Што беше според тебе онака најголем предизвик за медицина? То конкретно за твојава професија радиолошки технолог, кој е најголемиот предизвик? Што се твоите ингеренции како човек што треба нели со рентген да слика одреден проблематичен дел на човечкото тело? Што треба ти све да знаеш? Докаде се твоите ингеренции? Во врска со тоа сакам да ги запознаеме гледачи. Еве вака, само на тој почетниот дел што го кажа би се задржил, тоа е исто како ја да те прашам тебе,
Зошто Сашо актер? Еве сега ќе ти кажам зошто. Не зашто актер. Ја те прашав што е најголемиот предизвик во разбрав, тој занает те разбрав, како так. радиолошки техничар. Мислам нема потреба да се каже зошто, затоа што хуманоста во медицината е основното нешто, основниот принцип, вака се ако политичар. Ако збори така. Сериозно, хуманоста и љубовта кон медицината, тоа е некако нераскинливо ткиво останато во човекот за да помага. Верувам и ти, нели кога помагаш се чувствуваш среќен? Па веројатно да. Или одма ти одговора на пеша, зашто? За пари, брат! Зашто? За пари, бе, брат! Не, зашто, бе? За пари ќе си заминал одамна. Него сакав да кажам ти како додека го местиш пациентот, да го сликаш, да нели да му правиш снимка, ти самиот можеш да ги така си остручен така да препознаеш некои аномалии. Мене работа ми е да извршам снимање на пациентот во зависност од тоа што специјалистот бара од мене преку упат, дали станува збор за снимање на бели дробови, дали за компјутерска томографија, CT скен, дали магнетна резонанса, наведено е специјалистот бара што да се снима од мене, јас според тоа снимаш, постапувам. Да. Извршниот дел, извршната дејност што ја вршам јас како радиолошки технолог е нешто кое што подосна произлегува снимка од тоа и пишува радиологот, докторот резултат врз основа на тоа. Да, врз основа. Ние тоа сме го учеле на факултет, сме го учеле на пракса и работам според тоа што сум го учел. Ја не снимам камера тоа. Конкретно ти беше на клинички центар. Каква е? Одамна бев, да. Нема многу да зборам за тоа, не, што каква е, сакав да кажам технички, дали колку е добро опремено тоа што. Одлично. Мислам кај нас имаме такви услови за работа, ма тоа на сите ви им препорачувам да се разболете и да дојдете да се сликате. Мислам, такво е искуство. Еве гледаш од радиација уште проблем. Да, уште проблем. Човек во тек на животот има некоја ајде можеме да наречам и Божја енергија или мисија, што едноставно после долго време може да си го најде некој пат кој што по природен начин доаѓа тој пат. Не знам дали ме разбираш. Тори на моменти. Значи сакаш да кажеш дека не мора. Извини, само имаш пофалено колку сум бил добар за камера, колку сум бил добар за шоу, колку сум бил добар за. Да, добро, ама сепак не си се нашол таму, не сум разбрав што те разбрав што кажа дека можеби ова што е негативното во оваа работа може утре да се одрази да најдеш некој друг пат што никогаш не си планирал во глава дека ќе се најдеш таму и дека ќе работиш ако мислеше на тоа. Секој е лошо за добро, да, така? Да. Па ја кога работев фриленс, еве искрено ти кажам, кога работев фриленс, мислам далеку поголеми заработки сум имал отколку кога би работел као радиолошки технолог или као медицинска сестра. Знаеш дека сум медицинска сестра? Средно. Стварно си така ти пишувам дека си медицинска сестра техничар. Ти доаѓаш на ова не сум го знаел. На некаков преглед, сега да ја повикаме медицинската сестра и доаѓа Витко. Доаѓа Витко. Со 100 кила. Мислам, не кажуваме килажа. Многу витка медицинска сестра. Ќе се здебели шити од стресот. Добро, тоа е во духот на денешното време, тоа трансджендери, транвестити, знаеш. Свашто? Можеш и женско ако сестра, дај што даш. Тоа што се чувствуваш? Да, битно е да како се чувствуваш. А ти ке се чувствуваш како медицинска сестра или медицински брат? Од Сабајле медицинска сестра, најче медицински брат. Му памтам една реченица на Витко кога рече паметните заминаа, будалите останаја. И сега дали ти се гледаш оваа првава категорија, веројатно сите што останавме сме будали, не случајно го кажа тоа. Прав си, што да кажам, не знам. Човек збунет некако, а многу е лошо кога човек е збунет. Тоа на ниво на хумор, да. На ниво на хумор, да, али преска тоа што го кажа во почетоков на емисијава. Буквално во комуникација сум со колеги, да не се повторувам, века, само да дојдеш, само да пробаш тука, одлучи пак врати се назад, буквално не ти бега ништо, се тие таму, ми вика тоа во Македонија. Не, само дојди чисто за да знаеш нашата професија колку е ценета, колку е почитувана, колку е работно време и колку е работно време во смисла на дека работиме со радиација.
Со X зраци, со рентгенски зраци. Аха. И планираш сега, еве те викаат само да ги видиш условите, планираш барем да отидеш чисто бриз, што се вика медицински да земеш од таму. Еве сега да завршиме со емисијава и одам. А го фаќаш авионот, имаш карти готови. Ми ги плаќаат од таму. Колку Картите да. само дојди да те видиме. Добро, ајде да Добро не те... осврт што направивме на тема. Фала ти во принцип што го споменавме ова. Фала ти што го цениш тоа што сум го завршил и што цениш мојата суштинска потреба за вработување. Ја знаеш како вика? Тоа е најважно. А дај Боже никада не ти дојдам на снимање после тоа. На сликање мислам со рентген. Ја ти дојдов тебе на снимање во емисија. Ама ова е друго, ова е друго, ја тебе да ти дојдам тут далеко било да чукнам у дрво. Кажи ми, Зубовце, колку жители има денес? Зубовце, не знам, мислам околу 600 до 800. Значи, релативно. жители. Да, таму живеат моите татком и мајка ми таму живеат. Зубовце село сместено во подножието на Шарпланина, на некои 5,5-6 километри оддалечено од Гостивар, према вака воздушно према Тетовскиот крај, не знам регион. како да кажам, така од Да, регион, да. Кога одиш за Маврово, кога поминуваш Гостиварска патарина, има надвожњак, десно ќе свртиш и ќе ми се јавиш и ќе ми дојдеш на кафе. Чекај бе сега, кафе. На кобасица не. Аматорицава, свиниве, кобасициве, чваркиве. Па нема вајда селска куќа да ме пречека со едно кафе само. Петелот, тој најголемиот да го заколеш. Лепи сол, зарем не е доволно. Па сега, ја не су учен на Ја не лепи знам сол. вака- Ја не су учен на лепи сол. Вака гости... Ја лепи сол само су слушал, не су учен да јада само лепи сол. Ваго сега и ти на лепи сол ме вика во Зубовци, тие сви. Тој сви никог... Кажи ми, Ти шо извади бе во емисијава, ми се каниш гостин да идеш кај мене и уште ти давам лепи сол, уште бараш нешто плюс. Па јас дома Мислам, кој ќе те викнам, ќе ти извадам с тоа све што имам, не сега емисијава, па немаме услови тука за софри сега Ќе ти мајка. кажам на гостијарски. Ја те викам на кафе да дојдеш кај мене, гнасу, а ќе ти постам све ова што го бараш. Тоа е изненадување. Иде, одиме тогаш на каве. На каве, Зубовце. на каве. Кажи ми, за едно свинче. Имаме, само да ти кажам, имаме во Зубовце одбележување на христијански празници на специфичен начин, зборам конкретно, бидејќи сега нели одиме некаде во сега ме фати на гостиварски дел. Готово. Сега ќе си цепам кај што сакам. Цепај кај што сакаш, ајде. Пошто одиме некаде сега кон јануар, не знам кога ќе оди емисијава. Едно од најинтересните работи е обележувањето на водици во село Зубовци. Аха. Кај нас традиционално крстот не се фрла во базен или во река. Младите кумови кога Каде го врлате? кога одат во црква, старите кумови на младите кумови им го даваат крстот, се разбира во цел тој дел со таа литургија. Добро. Го ставаме на глава со пешкир и босилек. И кога излегуваме од црква, ги полеваат со студена вода. Значи не влегуваме за да го извадиме Аха. светиот крст од базен. Од базен. Мислам дека годинава ќе ми бидеш гостин и ќе видиш како тоа изгледа Мене ќе во ме пракса. поливате со студена вода, мене толку ми треби. Па брат, толку си сатанизиран, мислам студена вода може чад да излезе. Абе, шо збори ове? Абе, шо збори ове, бе? Еј, абе, гаси ме тој емисија. Гаси камера! Што кажа сатанизиран сум бил. Сите сме се. Абре, аман човек, шо збориш бе вака во емисија да гледаат, море, публика да гледам, луѓе да гледаат, Па вака. сам се местиш, шо да ти. Па добро сега, ајде, ако су крив. Да ти кажам убав обичај, тоа, наместо да скокаш Стварно во специфичен вода па да обичај. те вадат со кука, вака е многу побезбедно, мислам, така? А зошто на глава, знаеш ти тие обичаи? Ти си пишувал за обичаите во Зубовце, така? Дајате сите кои што сакаат да видат на mn.mk, македонска нација, имам пишувано Го имаш да речам, овој обичај опишано? Да. Сите што сакаат да и за сите празници, и за сите гледачи што сакаат да видат, може да најдат на македонска нација обичаи во Зубовце, обичаи под Шарпланина, село Зубовце. Може да најдат, да.
А чекај, кога се случае, да кажеме, водици, обележувањето на водици, да кажеме, доаѓаат и има гастербајтери што доаѓаат, што работат по странство, дали е тоа, како да кажам, собир баш онака од повеќе села, од... Да, доаѓаат затоа што чудна е таа енергија што се случува на водици во Зубовци и тој шарпланински воздух и сакаш да се вратиме на првата тема зошто не сакам да одам странство, колку ја сакам Македонија, колку го сакам Зубовце, колку ја сакам буквално секоја точка од тука. Сега јасно ти од прилика зошто човек сака тука да се Да, виде. ти го знаеш тој дел добро, дури еве сега ќе спомнеме дека пасија ти е да планинариш, да одиш по планињено горе, по шара. Да се сврдам по шара, контра печутки кадар да да не ме гледа, околу нема, тебе ако- планинар, мислам немаат видено никогаш. Ама ако ти си одиш нагоре, си го почитуваш тоа. Кажи ми зошто, не, ова сакав да те прашам, извини за овој обичајов. Сакаш да кажеш дека тоа обележување на водици, одбележување што се случува во Зубовце со крстот на глава со поливање ладна вода, дека е ендемично само во Зубовце го има? До сега јас не знам некаде дека се случува тоа. Секаде Светиот крст се вади од светите води за време на Не ме интересираше водици. дали македонската црква Само тоа во си, Зубовце. си го признава, мислам баш си е така обичај, мислам добро, нема ништо во тоа нели што е еретички или вака така далеко од тоа. Туку ме интересираше дали е ендемичен тој начин на Тоа е единствениот начин на кој што години се празнува и го имаме задржано и го пренесуваме од колено на колено. А ако те интересира за останатите обичаи, пак ќе кажам, има, мислам дека стојат, одамна ги имам пишано тие колумни, на македонска нација може буквално за сите обичаи. Значи може гледачите да прочитаат ако ги интересираат обичаите во село Зубовце. Само ова ме интересира. Света Марина ни е главната црква во Зубовце. Зубовце, знаеш дека е место кај што има 3 цркви? Мислам, не знам кое друго село има 3 цркви. Едната е за нормално за помен. Имаме мал манастирски, па не комплексно црква, манастир, да, и главната е на крајот на селото горе, Света Марина. Многу ќе ми направиш задоволство и чеив и респект ако дојдеш. Ќе дојдам. Сакам цела таа магија. Еве, може ли за твојава свадба да дојдем? Иако уште немаш девојка ни вереница, ама кажи ми за свадбата како? Апелираме, почитувани гледачи, апелираме. Да го ожениме Виткота вака преку камери, гледате здраво, младо, право дете, образовано, паметно, све знаат. И дома све прават. Свиња знаат да чуваат, знаат овци да чуваат, знаат да ги напасуваат, знаат дома све тоа како што тоа полјоделски работи вам, све знаат. Кажи ми за обичаите за свадба, како си у Зубовци, исто нешто посебно? Како е тој чин си пример За кој? Во Зубовце свадба која се прави, па не по некој обичај се прави тоа, зубовска свадба да кажем. Задржани се автентични македонски обичаи. Имаме и наша зубовска носија. Аха. Некаде во центарот на градот има црква Света Богородица и до неја има едно многу малечко тивко катче, не сакам сега да го рекламирам, и на влезната врата од левата страна сашо има автентична зубовска носија и сликани се две или три македонски зубовски Женска невести. и машка или женска? Женска. За невести Да, носија? да, Аха. Да. И каква е таа? Богата е? Имаме и спот од баба ми кој што се појавува во невестинска носија. Може да ти го покажам или да го пуштиме онака од дел. А ако го имаш, може после на Александар да му го дадеш, па може да го пушти, да го монтира во текот на емисија. И кажи ми сега, спомнав преска, ама баш се разбираш од тие, да кажам, работи што се во една селска заедница што може да се прави. Се знаеш? А? Не знам зашто ме прашуваш конкретно. Па све, дали знаеш што знам, да садиш кромит, пиперки, крастајци, криви, прави, да знаеш да чуваш овие свиња, кокошки,
фарма, марма, за тоа те прашувам, дали ги знаеш тие занаети, тоа се занаети, сточарство, што знаеш, знаеш ли сирење да направиш, биено сирење? Те продавам, море, те продавам пред јавноста да те ожениме, ало. Ти правиш за да ти извадам намаса кој ќе дојдеш кај мене, дали здам сирење, дали кашкавал, ти правиш калкулација што треба да ти дадам, немој ти мене тие финти бе. Абе ја правам да не остане сам, море, жена да ти најдем некој девојче убаво да ти најдеме. Ало, јас сум скопјанец, сакаш ултралитературно да ти зборам или скопски сега, немој така сега со мене на ниво на. Ама ја мислам ти цело време скопски ми збориш. Ја сега ме зачуди кој ми кажа, Александр, сакаш на скопски, ја мислам цело време скопски ми збориш, ева. Не ова дијалект, ова е како се вика на Нарече? Не. Па адаптиран си на средината веројатно и слушаш, збориш, ше рефлексно. Кажи ми, еве. Може ми максес фиксно ако сакаш литературно, ултралитературно да зборувам. Да, знам тоа. Него кажи ми. Благодарам, почитувани гледачи што следите нашата емисија. Тука сме со господина Сашо Тасевски и верувам дека си поминувате добро. Да си ода ја. Аце, да си ода. Да го става сам. Добар е овој, море. Добар е овој од Зубовце. Ла. Сокол Зубовски. Да, слушај. Море сокол пие вода на Вардаро. Абе, што правиш ти во емисија? Стани, дај ме. Може да си одам стварно, сам шоу си направи. Па сам, браво, пење во кај го учеше? Не мора бе се да се учи. Не знам бе. Што, талентот, кого го наследи? Ја сакам музиката. Добро, знам на времето си бил со Едо Мајка имаш пеено, така? Да, имавме настап. И си имал настап со Едо. ми Па се- кажи не како ми се дојде верува. настапов со Едо Мајка, кажи ми како дојде да настапуваш. Пред група беше? Бе ме предурва. И како дојде до конекцијава? Спонтано, Како, ајде објасни. без врвки. Добро. Имаше некоја наградна игра и требаше, не знам сега таму, да се напише коментар и се кој ќе напише коментар со најголема најлајкуван кој ќе биде деме кој најхаризматичен ќе добие награда со Едо Мајка. Напиши зошто сакаш да настапуваш со Едо Мајка. Аха, тоа беше прашањето, анкетно. И не ми такнува се точно како имав ја напишано. Сакам да настапувам со Едо Мајка и лајкнете го коментаров иако не е воопшто интересен. Аха. И стана неинтересен коментар. Аха. И ми се ува тогаш, не знам, спонзори мислам дека беа Пелистерка, не знам. И ми се уват, здраво, ние се јавуваме од вака, вие сте Витко, да, тој сум, се уште сум. Дали сака да дојдете на попладневен ручек со Едо Мајка и дали би сакале да се видите? Да, фала ви, избран бев затоа што... Најдуховит коментар. Но, мислам духовит. Да, што ти духовит, кажам. добро да. И Се нуваме многу. Ја не знам, ако имам можност, ако ја гледа емисијава, го поздравувам. Едо е, мислам, стварно човек кој што... Да. Кој што... инаку Едо е босански изведувач, рапер, може да кажам така. Она да? е згодна млада, свија желе покарат, она е скупа добра, али тара. Ето, и битбокс можеш да правиш? Можеш битбокс да правиш? сум заборел тоа. Си заборел. И кажи ми, дојде на ручеков со Едо Мајка. Бомба. На ручеков, кажи ми, со Едо Мајка дојде. И што се Струшки случи? вечери и ручеци, мислам што Да. ти кажам. Се нуваме и ја, кој што ме дал Господ. Мене ми беше Едо Мајка идол, искрено. Ја кога го видов, малце се здрави. шокира. Величина човек. Сум го слушал од MP3-ки, од, не знам, со слушалки во компјутерчиња, па крадеш интернет преку wireless за да го слушаш. Немаше тогаш интернет кој беше тој многу актуелен. Слушам Едо Мајка, викам, тоа е правото, тоа е вистинското. И се го гледаш пред тебе. Мада во главном тие големи луѓе се многу скромни, едноставно. Нормално се, да. Тоа ние во наши фантазии си имаме. И направено. седнавте и он тебе, ти вика... Јас што со ти- раб му пристапив, буквално. Аха, ти со рап му дојде. И не знам сега,
точно како беше, ама знам че чуј ти ово младиш нешто. Ба, па тоа е добро ми вика, оно, знаеш, bona. Допар овој мали, допар мали. Добар мали, добар. Мама, допар мали. Здраво. И вика, ја никад нисам се чуо, брате, оно како звучим на микрофон. На микрофону, добро? Ја во суштина правев некој демо снимки, имаме и група, тоа што бев млад, рап снимавме. И јас можам му викам, оно една минута ми да, нема проблем, тоа доđi. И тоа мислам, кад сам тоа чувство, тај адреналин, тај тоа. Чекај, ти настапи пред него? Да. Со чија песна? Да. Имаме наша со ваша песна. Ја имав. А кај беше концертов него, во Гостивар? Скопје Стрит Фестивал. Скопје Стрит Фестивал. И вие излегувате пред бенд, пред група на Едо Мајка. Ја излегов сам. Ти излезе сам. Само ти излезе. Да. А позадина? Да, имаше наша песна инструментална USB. USB. Танк, матрица. Да, танк. И почна да рапуваш. Почна да рапувам и тоа ова е добар. Добар мали. Амиджа, добар овој мали. Не знам сега зошто рап и музика поистоветуваме различно. Рап е некој, да кажам, начин на живот, на хип-хопот. изразување, на начин на живење, точно така, но е музика, затоа што е ритам, имаш и музика, ако сакаш. Кога ќе дојдеш кај мене, ќе видиш имам едно малечка просторија, тоа го викаме ние летна кујна, малечко. Имаме едно радио, па ја мислам дека од 60 или од 50 години. Први слушања, први песни Сашо. Кирил Манчевски, Васка Илиева, Сариевски. И не можеш ти после тоа да правиш за музика, ни за рап, ни за ништо. Па тоа е неверојатно нешто. Слушај, зборам Pink Floyd, подоцна. Слушај, ја мислев, што сум слушал Stones и Beatles и Азра. Едног дана немаме да никада не доđem. Пријателе кој знам не познаjem kad prođem. Kao da me nikada na svijetu nije bilo. Kao da me njezino tijelo nije htilo. Дај бе гитарата, дај бе кларинетот, гајдата, зурлата дај, све. Сурлата, само сурлата. Задржи се ја сурлата, не ни треба сурлата. Слушај, ќе мисли народов издрогирани сме, ние вака сме нормални. Народот е политика издрогиран. Ние добро што не се дрогираме, ние вака сме будали, а уште да се дрогираме. Народот е од политика издрогиран, народот е притиснат, јас сум дел од народот и таму мака што ја кажувавме на почеток околу вработување, затоа ти кажав дека тоа човек треба духот да си ја негува, да си ја негува енергијата, да го сакаш шарпланинскиот воздух, да внимаваш на сопственото здравје, а не да го губиш. Стварно исполитизирано све. Знаеш дека ти ги следам емисиве, ама знаеш колку многу ме фрустрират кога гледам политичар. Дали има политичар ти на кој што му веруваш? Ама во очи да го погледнеш искрено некако водител. Има ли, постои ли такво нешто? Види, со самото тоа што човек влегува во политика и почнува тоа му станува примарна професија, значи веќе бега од себе и бега од се. Значи тој веќе научен да плива од други води, они ги обучуваат, додека ги спремаат за политичари, ги обучуваат како да не ја кажат единствената вистина. Тоа име обука. Ние останативе што сме надвор од тие професии, ние понекогаш не знаеме да скриеме, затоа што имаме некоја доза на невиност во нас, на наивност, ама тие не можеш жедан да ги пренесеш преку вода. Затоа и успеваат, уствари, најспособните, најприлагодливите во таа смисла и успеваат у политика и после стануваат милионери. Како го притиснаа толку народов? Како нема ја дозволена слобода? Како се толку изманипулира? Нема ли жал, нема ли и на крај на денот се политичари, дома со семејството кога да се политичари? Види, ја како гледам на таа работа дека секогаш проституција на собствената личност, мислам, да, немам ништо против никого, ама ужас, срамота.
Но ја мислам дека секој на крај ја плаќа својата цена за тоа. Дека се има своја цена. Па дали Така? тој, дали нешто друго, ама да. Мислам дека не може тоа да остане тој долг неплатен. Може што сака да прави. Видовме и многу примери изминативе години. Тие што мислеа дека се недопирливи, им се случи што им се случи. Тие што мислеа дека се извлекоа со нешто, им се случи што им се случи. Значи нема бегање, едноставно како да кажам, животот си го обременуваат со лоша карма и тоа еден ден дали го плаќаат они, дали некои нивни поколенија, ама некој тоа мора да го плати. Витко, не знам колку време идеме. Тамане? Чекај, јас само што се опуштив, само тремата што ме пушти. Јас сега почнувам, чекај сега. Немој сега со соблакање да почнеме со соблакање, сега ти до прва се опушташ мајкат. Прв пат сум инаку. Знам дека си прв пат. И затоа прв пат сум во студио. Прв пат сум под рефлектори. Знаеш колку изгледа онако од дома си гледаш кадарот кога гледаш некој и викаш како може овој ова да каже, леле како може овој страмота мислам. Али вака сега кога сум во студио, да, стварно се чувства некоја вибрација, некоја енергија, Ама знаеш какво чувство? Што немам искуство веројатно, нели? Кој нема, знаеш какво чувство се добива сега јас колку што можам вака да интуирам дека како да ти ова 10.000-та емисија снимена или уживо, не е битно како. Ајде врски за во студио, ајде аце режија, ајде, ете го пробавме детето. Ти знаеш само што можеш да живееш, телевизија да те викаат како гостин, да им ја правиш емисијава гледана и да те плаќаат за тоа и не ти треба ништо. Ни да работиш рентген, ништо да работиш. Што да гледаат од мене, што имам? Ти си човек со богат дух. Исклучително далековици, така да кажам, знаеш да. Како Имаш и треќе око, само не го гледаш ти. Треќе, ама ја можам да го видам тоа треќето. Па никој окото не може да си го види, бе, освен ако не му гледа. Не знам што не успеавме да кажеме. Ова бе сакав да те прашам. Че каже како настана спогодбава за интервјуто, колку брзо, колку без никаков концепт, може и да се обратам во крупен кадар. Без никаков концепт, без никаков договор, значи без буквално ништо. Се сретнаме по пат, буквално така и беше. Да. Не сме се виделе. виделе. Ранеше врапчиња. Може 2-3 дена не сме се виделе, да не претерувам, може и 3 сигурно. Да, цели, да. Како настана и рече ти си продукт кој што треба да се појави на телевизија. Ти си продукт кој што заслужуваш внимание. Ја затоа ти се заблагодарам. Ама знаеш зашто? Затоа што како тебе има многу држава што ја дела твојата судбина, само што не доаѓаш ти во допир толку колку што доаѓам јас, да кажем. Сега баш денеска кога се налепи муабетот, кој ми рече сакам да видам како е тоа студиото, камери, затоа што тоа те интересира. И ја викам добро, ќе да земам, ќе идеме, ќе видиш. И ја како дојдов дома ти се јави ти реков, стори, сакаш ти гостин да ми бидеш Што да зборам? Во емисија некој ја требаше некој едиторијал да правам тука да зборам на тема политика. Кој гостин, Сашо? Кој гостин? Што да зборам? Која тема викам да зборам? Знаеш колку теми Што викам? Знаеш колку теми отворивме? Само на едно прашање уште не ми одговори. На главното? На главното. Свинчево. Кога го раниш, кога го растеш, да биде свиње еден ден. Колку време му треба за да го доведеш до 200-250 кила? Сакаш се ако кај Ефтов кога застана ти кога почна вака да го гледаш да ти бидам? Бака. Абе, остај сега ти Ефтов да му еба мај. Вака да те гледам. Кажи за смигава сега. Мислам да. Ајде нема, напуштаме емисија ова. Нема ова, мислам, не е феро. Ајде си одам, заминува гости. Ајде, пријатно да си одиш. Оди море, оди. Благодарам многу што дојде. Абе, излези од кадар, ало. Ете го, гледат и овај си замина која кај вас, кој Ефтов, што судбина имав ненормална е. Гаси камера сега и ја се изнервирав. Проблем. Се гледаме во следниот подкаст преку Тасевски.